Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Уште едно издание на Јади Бурек. Малку досниме, не е страшно. Важно ќе имаме емисија. Уште од самиот старт ќе замолам режијата да ги даде телефоните. Мојот вовет, мојата тирада ја кажа вчера околу случајот со Вања. Ако вие имате нешто да кажете, си вупле. Мене повеќе ми интересира искрено откако сега малце спласна, поминаа неколку, ајде да речем десетина дена. Ова е телефонот на кој можете да се вклучите. Темата е Вања. Значи нема да стои незиното име, Бог да ја прости, кутрото девојче, но ние и за Вања генерално нема ни да збориме, туку ќе збориме за целиот случај, како се одвива, што се случува и така натаму и така натаму. Интересно е оно што можам да го забележаме, што многу од вестите наместо да ги добивам од кај нас, ние да бидеме главните извори и ние од кај нас да доаѓаат од нашите медиуми да доаѓаат оние работи каде што треба да се дознава, повеќе дознавам, можеш да го даеш компјутерот која ќе ти лцне прстето, за да може да префрлиш, а тоа е ја го користам, Grid го користам, практичен ми е, не е нешто подобар од другите генератори на вести, туку се навикнав. Он има и линк, Grid има и линк со топ вести од Бугарија и топ вести од Србија. И многу интересно што кога ќе отвориш, нема прва вест, а да не е, како да ви кажам, да не е главна овој скандалозен, оваа трагедија, ова грозоморно, овој грозоморен криминал кој се случи. Затоа паралелно обично ги следам и нашите медиуми, моите колеги, но и ги следам она што го објавуваат соседите. Па некако се добива. Еве, например, Република има една добра поента што во Република ја даваат, вели, документи дека Спасовски и МВР знаеле дека возилото на Панче исчезнато 4 дена и ништо не презеле. Немам коментар, во моментов не можам да искоментирам. Ова ми е толку скандалозно, искрено, немам што да кажам. Доколку МВР, водено од Оливер Спасовски, ги преземеше сите мерки за пронаоѓање на сега убиениот Панче и неговото возило, убиството на Вања можело да се спречи. Наместо и на етење, Спасовски и власта треба да преземат и одговорност, пишува Република. Со денови прашуваме, а Спасовски бега и манипулира. Сега ќе обелодениме вистината. На 4 декември, кога Спасовски ја држи заедничката пресконференција со Гаврил Бубевски за возилото на Панче, рече: тоа возило не се движи до 27 ноември и немавме информација дека е одземено, а е регистрирано од камери, како и од возило Рено. Извршени претрес во политичката партија Трета, на која и припаѓале и најдени се известни информации, обвини Драган Ковачки. Тој смета дека Спасовски го изложа народот. Вистината е следна. МВР знаело на 24 ноември дека возилото на сега убиениот и тогаш исчезнатиот Панче е исчезнато уште од 22 ноември, односно 5 дена пред убиството. Режија, дали се слушаме? Ве молам, тргнете го, телефонот не функционира. Јас се извинувам, почитувани гледачи, телефонот не функционира. Дали ќе можете вашите телефони да ги објавите? Мислам, дали ќе... Не брзај, ништо, имам ја уште што да прочитам, полека, смирено.
Ако мислиш дека можеш и да одговараш на телефонските, или не мораш да креваш. Како ќе звони, директно пуштај ми го мене, ја ќе се разберам. Во ред? Значи, опуштено, релакс, без стресови, ќе се снајдеме. Значи, вистината е следна. МВР знаело на 24 ноември дека возилото на сега убиениот, а тогаш исчезнат Панче, исчезнато уште од 22 ноември, односно 5 дена пред убиството на Вања. Ова е телеграма од СВР Велес. Еве телеграмата да ја ставам да се види. Ова е телеграмата која е објавена. Секако деталите ќе си ги прочитате на Република онлайн. Пардон. Ова е телеграма од СВР Велес до сите СВР на територија на Македонија, а во која се нотира дека лицето Панче Жежовски заедно со својот автомобил, а тој автомобил во кој била киднапирана Вања, е пријавен за исчезнат од страна на член на неговото семејство на 24 ноември. Оваа телеграма е доказ дека МВР на Спасовски знаело дека возилото на Панче исчезнато уште од 22 ноември, но за жал не преземаат ништо. Напротив, полицијата по однос на овој случај презема акција 4 дена откако е пријавено исчезнувањето, тоест на 28 ноември, што е датум кога е испратена оваа телеграма. На оваа пресконференција очекуваме врвот на МВР да преземе одговорност. Затоа што доколку навреме реагирале уште на 24 ноември и објавиле централната објава на по возилото, убиците на Панче ќе биле пронајдени, Вања можеби ќе беше спасена. Океј, ако треба подоцна и ќе го пуштам она што го изјави господинот Ковачки, но за ова ќе врие сигурно и во соседството. Материјалните докази, значи, останува мистерија зошто е убиена. Приказните, изнуда, корист и така натаму паднаа во вода затоа што по киднапирањето, 2 часа по киднапирањето, она е убиена. Приказните, дека ги фатило паника, едноставно, по логика на нештата, човек, нормален човек, а не зборам криминолог, дека ќе се посомнува за нешто што е обмислено, планирано и така натаму. Што би бил мотивот? На вистина, не знам. Но еве да видиме што велат во ова е српскиот курир. Врие од вести за случајот со Вања. Врие од вести. Значи, со исти интерес следат за ова. Мислам дека регионот е шокиран од ова што се случува. Гаврил Бубевски од основното јавно обвинителство Скопје рече дека моментално се испитуваат материјалните докази во врска со истрагата за убиството на Вања. Истрагата е во смислу радњи на ниво на кој сам прошли пути материјални докази навални испитуju, физички докази ни говорат дека тоа е тоа. Он сакаше да даде коректен одговор, но не и личниот интерес. Дали мотивот останува исти? Скопје 1 МК. Ајде ќе идеме да видиме, бидејќи доста го цитираат Скопје 1. Ајде ќе идеме да го отвориме Скопје 1. Да не се гаѓам со падежи. Секако дека е све ова импровизација. Скопје 1, сите лица на Џафери, од дезертер во Арама, преку она до министер за одбрана, прв парламентарец и иден премиер. Фатен Љупчо Палевски.
вели дека материјалните докази ги потврдуваат исказите на осомничените од кои дел признале вина. А ова е 12.12. денешно. Шефот на основното Габриел Бубевски денес рече дека во моментот се испитуваат материјалните докази во врска со истрагата на Вања Ѓорчевска и Панчо Жежовски која потресува јавност. Истрагата во однос на действијата на тоа ниво на кое ви кажав и минатиот пат, а се испитуваат нормално материјалните докази. Можам само да ви кажам дека материјалните докази зборуваат со истиот јазик со кој што зборуваа осумничените. Толку, објасни Бог. Не сакаше да даде конкретен одговор ниту за тоа дали мотивот останува ист, користољубие. Епа тука е она што по мене се прекршува во цела ова приказна. Што е мотивот? Ако е користољубие, не мора да сте ни криминолог, не мора да сте нити паметен, нити глуп. Логично ќе се прашаш. Што е користољубие? Барале пари. Побарале ли пари? Не. Па зошто е убиле? Паника ги фатило. Не бе. Се загушила. Океј? Потврдува ли тоа обдукцијата? Не. Имаме ли извештај од обдукција? Се уште не. Но она што е интересно, вчера ви го прочитав текстот, денеска прочитав податок дека Палевски не е фатен и уапсен во Турција. Он во Турција се предал. Сега, овој податок треба да ви даде малце поинаква слика за се тоа што се случувало. Се предава. Значи, свесен за некако... Свесно го прави тоа. Зошто го прави? Допрва ќе видиме. Ние бараме екстрадиција. Вчера ви го читав текстот дека Турција толку има тврд став во врска со ѓуленистите. На Шведска не ја дава да влезе у НАТО, додека не смени закони за екстрадиција и така натаму и сето тоа. Денеска, да не се сетат власите, но ама изгледа ќе ги сетиме. Се јави и нашиот екстра фикус, Пендаровски, кој вика дека ќе му вртел, ќе му се јавел на Ердоган, за да му кажал да го пуштат Палевски, да го екстрадираат во Македонија. И се интересна работа е што за екстрадицијата стигна одговор и тоа многу побрзо, од што ние го испративме барањето, и тоа е, луѓе, само да го следите ова. Само да го следите. Не е ни комплицирано. Толку е небулозно, толку е абсурдно, а све делува, не бе профи е, све е како што треба. Добро, нема проблем. Све е како што треба, се е профи, све е супер. Одговорот од кај турците, од нивниот обвинител, вели он е во 40-дневен притвор, а за тоа време очекуваме непобитни докази дека он е тоа за што го обвинувате. И сега, имаме ли ние докази дека он е извршител? Имаме сведоштво на уапсените. Дали е тоа доволно? Да речеме и дека е доволно. И сега, а овој се јавува кај Ердоган, и Ердоган му вика, ја карикирам. Луѓе, мислам, не е ова космичка комуникација на две интелигенции кои детерминирано работат врз одредени параметри на разни дигитални кодекси. Не бе, ова е со живи луѓе, ние комуницираме кои си спроведуваат закон. Но, Ердоган сега му се јавува овој, hello, вака и вака имаш. Така ли имам? А вие имате ли тоа? Ѓуленистите. Знаете таму, цивил, мивил, овој, оној, ваму, таму, знаеш како се Џабир Дерела која пишуеше дека овој требал оставка да си даде и така натаму, шарената револуција кога им пропадна во Турција, се истрча од оваа власт NGO-ата кои, онака, анти-Ердоган беа, а кај нас
во Македонија има луѓе кои припаѓаа на таа фракција на човекот кој се обиде да го смени од власт преку воен удар Реджеп Тајип Ердоган. Ердоган има легитимно право да не побара или да побара за возврат, важи, ќе ви го пратам, знам за, морам, да, во ред, ама вие да ми ги даете овие. И до кога ќе трае целава процедура? Значи, минимум процедурава е, значи приказките, вика брзо ќе биде, нашиве како се истрча, брзо ќе биде, брзо ќе го испорачаат, очекуваме турците многу брзо да го испорачаат и така натаму. Мислите дека нашиот Квиско има таков авторитет кој ќе му се јави на Ердоган, господин Бедаров, што река, јас се извинувам што чекавте 32 секунди на линија, имав нешто важна работа, жена ми, Сарби Виткав. Да, како нема проблем. Ало, али, пакој го тој Љупчо, ајде. Еве го пративме. Ви се верува дека така ќе биде? Демантирајте ме. Еве, ја карикирам, ја керефеки кажувам. Ние сме таков дерогиран систем да овде буквално можеш што сакаш да направиш и ќе поминеш, да речам, благо казнето. Вчера ви покажав, за Дурмо Турс ни еден уапсен. За изгорената болница ни еден уапсен. А колку мртви? Скоро 100 мртви, така? Интересно. Ама затоа човекот за украдените кебапчиња побаја ги затвор лежи. Или за тегнење на коса на мадам Рада. Уште е у затвор. Боки е пуштен, кај да е Катица ќе ја пуштат. Она што највише од так ме вади е што ми бараат Јанко не збори, не јади бурек, не само ја, воопшто на јавноста да не сме збореле, да не правиме притисок, да не и нашкодиме на истрагата. Која бре црна истрага? Готово е све. Ги имате луѓе со признанија, ги имате материјалните докази и ги имате телата. Дали го имаат оружјето? Не знам. Би требало да не информираат. Дали го имате мотивот? Немате. Или не информирате. А кога јавноста, која е толку силно вознемирена, бидејќи, простете ми, да беше само стариот Чичко во прашање и немаше толку. Но дете го земаат од дома и за 2 сата го екзекутираат. Предпоставувам дека тие што пееле и што одма признале, кажале и зошто. Во ред? Вие не знаете, ја не знам. Заради истрага не треба да знаеме. Смирение, трпение. Не. Бев смирен за Смилковско езеро. Бев смирен за уште куп случаи. И за автобусот во Бугарија. И за автобусот што се преврте кај нас. И испогинаа луѓе. Во Бугарија се запали и експлодира. За болницата што изгореа. Бев трпелив. Сега пак да бидам трпелив. Луѓе, во овој момент, значи, ќутењето, прикривањето е само во корист на оние кои сакаат да прекријат и на оние кои се на власт за да не им се види јавашлукот. Додека не ми може би нема јавашлук, така? Може би перфектно е све, професионално изведено. Имам милион замерки каде што и јас и како новинар и како човек кој се занимава со јавноста и со некои работи што сум гледал у животот и кај нас и во светот како се одвиваат, имам право да се сомневам.
бидејќи моите сомнежи не се растргнати, моите сомнежи не се демантирани, а моите сомнежи ништо не се поразлични од вашите. И моите сомнежи се затоа што сум вознемирен, затоа што и јас имам деца, а и да немам, од емпатија сум вознемирен, како бе среде, опсе, кога градот е најбезбеден, па нели се фале безбеден град, со камерите се следел. И сето тоа не функционира. Па, што да ви пречутам? За да подзабораеме? За да ни се смират страстите? Sorry, not me, not today. Идеме со гледачот. Добро вечер. Здраво, Јане, Мики е тука, близначето твое. Здраво, повелете. Како си, што преш? Добро, повелете. Па, еве, сакам пак да ти кажам некои работи за мене. Зашо за тебе? Како? Зошто за тебе? За друго збориме вечерва. Па добро, и за другото ќе збориме, и за мене и за другото. А кое е другото? Па, за целата ова Twilight зона. Човек, значи, одредив тема, од почит, или ќе се држиме до темата, или не морам гледачи да имам. Како сакаш? Повели? До темата. Да. Ја сакам да искористам оваа прилика, кажам, мене ми имаат речено многу работи, ми имаат кажани за мене и за... конкретно сега за тоа што е тема со девојчето, ама за жените ми рекле, и ја така некој им сватам, ми рекле дека сите се користеле како оружје против мене, и користеле дури жените како оружје против мене. А сите жени биле лоши и ми рекоа дека јас сум ги фатил лично. Сочувствувам со тебе и многу ми е жал, но ќе оставиме тоа за утре или за утре. Денеска само за ова ќе збориме. Ако имате нешто да кажете на оваа тема, повелете. Ако не, ќе се чуеме деноеве. Важја дека се чуеме деноеве. Океј. Значи, дефинитивно, држи го кадарот. Знаете, трета деценија сум со емисијава, сите ваши лични приказни биле, поминале и така натаму. Вечерва, не. Едноставно, и не мора да гледачи да има. Ворете, ја го разбирам, си има мака своја, ова било шо, но да немаш став и немаш што да кажеш на оваа тема, мислам дека може да се јави у некоја друга емисија и таму да си ја каже маката. Ворете, може би утре, ете, задутре ќе овако. Но ќе го слушнеме. Но вечерва ќе збориме само за ова и нема, ви велам, како сакате сватете ме, но нема да идам надвор од оваа тема. Она што можам да го забележам е дека многу од материјалните докази потврдуваат изјавите на осомничените. Обвинителството се огласи во врска со убиството на Вања, но мотивот е доведен во сомнеж. Клучната работа, викам, клучното прашање, зошто е убиена? Во ред, треба да бидеме трпеливи, но после сите овие, која ќе ми речеја само, како професија завршила работава полицијава, ќутев. 3 дена ќутем, додека не излегоа документи и додека не излегоа докази дека МВР, и тоа како знаеле претходно. Зошто не е реагирано? Зошто по ова не е реагирано? Еве. Пушти го звукот. Ги преземеше сите мерки за пронаоѓање на сега убиениот Панче и на неговото возило, убиството на Вања можело да се спречи. Наместо и на етење, Спасовски и власта треба да преземат одговорност. Со денови прашуваме, а Спасовски бега и манипулира. Сега ќе обелодениме вистината. На 4 декември, кога Спасовски држи заедничка пресконференција со Гаврил Бубевски, за возилото на Панче рече, цитирам:
Тоа возило не се движи до 27 ноември и немаме информација дека е одземено, а е регистрирано од камери како и возило Рено. Извршен е и претрес во политичката партија Трета, на која и припаѓале и најдени се известни информации. Завршен цитат. Спасовски овде го излажа народот. Вистината е следна. Министерството за внатрешни работи знаело на 24 ноември дека возилото на сега убиениот, а тогаш исчезнат Панче, е исчезнато уште од 22 ноември, односно 5 дена пред убиството на Вања. Ова е телеграма од СВР Велес до сите сектори за внатрешни работи на територија на Македонија, а во која се нотира дека лицето Панче Жежовски, заедно со својот автомобил, а тоа е автомобилот со кој била киднапирана Вања, е пријавен за исчезнат од страна на член на неговото семејство. Оваа телеграма е доказ дека МВР на Спасовски знаела дека возилото на Панче е исчезнато уште од 22 ноември. Но за жал не превземаат ништо. Напротив, полицијата по однос на овој случај презема акција 4 дена откако е пријавено исчезнувањето, тоест на 28 ноември, што е датум кога е испратена оваа телеграма. По оваа пресконференција очекуваме врвот на МВР да преземе одговорност затоа што доколку навреме реагирале, уште на 24 ноември и објавеле централна објава по возилото, убијците на Панче ќе биле пронајдени, а Вања можеби ќе беше спасена. Спасовски и врвот на МВР мора да преземат одговорност за случаи како овој никогаш да не ни се повторат. Криењето на... Океј, тоа е пресот и текстот кој денеска беше и со материјален доказ покажан, телеграмата, во која се и која веќе и... Еве, ајде и ние, не збориме така, ама веќе и тоа како на широко се расправа во други медиуми, во други земји. Ме разбирате? Затоа што и они се соочени со страшни убиства, народот е веќе свесен, кога се сеќавате ние како се потресовме за масакрот во Србија, и они се потресува исто за... Тука е, соседство е, у комшије. Мислам, што се дешава? Не се чувствуваме безбедни. Дете бе 14 години да го екзекутираш. Мислам, Смилковско езеро. Не знам што да кажам. Добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Трагедија. Голема трагедија. За жал, се уште немаме епилог во однос на сите тие докази што ги повторуваат како папагали. Еве, конкретно сега со обдукцијава. Па таа обдукција беше, знаете, да се заврши заради ваква страшна трагедија за рекордно краток период. И со неа манипулираат. Тоа е судска медицина, повторно во рамки на судов. Значи, и тука не верувам, не верувам, едноставно. Ќе лажат повторно, срамно. Ве молам, за дете, требаше сите ресурси да ги организираат и тоа да го направи најкраток може рок, за да јавноста биде барем малку, знаете, со она елементарна доверба према институциите кои факти ги нема. Ги нема, ги урушија тотално, ги направија мизерни најосновните човекови институции, да се чувствуваш како човек безбеден во оваа земја, во оваа наша жална Македонија. Како епилог на 7-годишно дивјаштво, на страшни работи, почувајќи, знаете, од оние елементарни институции што се за дечиња, од градинки, основно училиште до институции што ја карактеризирате на држава, што го управа општеството. И сега велам, еве, треба да ги дадат тие резултати и се уште ништо. Па, факт е да обичен човек, еве, како јас што се јавам граѓани, едноставно не и верува. И трагедијата ќе уште биде пострашна, како што врват деноиве, дека се уплетени разноразни структури, тоа е факт. Го имаме Смилковско, исто убија деца. Убија деца, убиците се на чекор место за чара на 50 километра, никој не ќе ти донесе. Што е ние македонци? Можеме да бидеме убивани како кукли. Интересно. И никој да не одговара. Да, не само тоа, него не ни знаеме што беше мотивот за Смилковско.
До ден денеска. Зошто беа убиени? Знае некој? Така, не познато. Значи, Зошто е убиена по тебе, Вања? Зошто- Што мислиш зошто- ти? Имаш ли некое свое мислење? Јанко, зашто е убиено детево? Обичен човек, лаик, може да се посомнава елементарно. Детето нешто знае. Знаело нешто детето, некои информации дошле. Тоа е сепак девојче од 14 години ќе сподели информација со другарки. Тоа е убиено заради нешто детето. Не може да... Знаете што, Јанко? Човек од елементарни познавања на работиве, од откуп, уцена, па тие ќе скрие детето, ќе бара откуп. Детето е земено да се убие. Заради што е убиено детето? Тоа зошто? Што е мотивот? Зошто убиено? Значи детево поседува некоја информација, знаело кој може ќе ја сподели со некого. Сега, може би таа теорија исто не е коректна, ама ние сите очекуваме обичните луѓе на оваа земја да се споделат тие базични информации кои ќе ни ги кажат, а не оној бубески знае. Абе јас сум разочаран тотално, оној бубески, оној обично едно 2 со 2 не знае да сложиве. Што народ, кој како дојде до врв такви луѓе, такви нестручни, или оној Спасовски беше. На тоа ли се сведе Македонија, зарем немаме ние подобри стручњаци? Или оној Крени Нога, правда министер, убиците уште да не може да ги донесе од Косово. Јанко, епилог на ова 7 годишно дивјаштво што ги уништува институциите заврши со несреќата, трагедијата на ова дете. И се плашам дека дефинитивно повторно убиците и оние нарачателите, и да е она гнида што ја во Турција убиец, зарем самостојно тој брегово тоа. Значи, пак нарачателите, пак нема да се знае, и велам македонци ќе бидеме само предмет на стрелба на оној джган што владее со оваа земја. Значи, обичниот народ ќе молчи, што повтори неколку пати, мора да молчи, не смеш да збориш, се плашиш, стравот ја влезе во луѓето. Страшна трагедија, се плашиш за своето дете, гледаш дали ќе дојде од училиште. Не смеш да прозбориш. Ви благодарам за јавувањето. Благодарам за јавувањето. Ќе одиме со следниот гледач. Вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Што да ви кажам, многу е тешко да се дискутира, да ви кажам искрено. Знаете зашто? Јас сум дедо, имам 3 внучиња женски имам. Прво, женските се понежен пол и послаб, за разлика од човекот. Јас сум против секаква употреба на оружје, поготово да се носи оружје без дозвола. И да убиеш и повозрастна женска или што ти знам, на дете тоа да го направиш. Јанко, дали веруваш или не, ја не сум спиел 2 вечера. Се будам у 12, се будам у 2, мислам веќе се разденува у 4, теку 6 сат. Значи, не сум спиел, не можам да сватам ова. Единствено што мене не ми е јасно. Овие што на некој начин ја бранат владата и го бранат Спасовски и така, не можам да сватам. Може човек да завземе страна политичка, а може би да има и личен став, и тоа е дозволено. Ама да браниш нешто, ова злосторство, па не можам да го разберам. Не сакам по име да спомнам. Се јави тој од Радишани, ги брани, па овој од Кичево. Како инспекторите, како МВР бргу реагирало, како ги откриле сторителите на ова злосторство. Уште малку ловоров венец што не и дадат. Замислите, ве молам. И ја лично, ако мене ме прашаш, сите што на некој начин сакаат
да ги оправдаат нашите служби, нашите инспектори. Они си соучесници со нив. Нека сватат еднаш. Фатите некоја политичка страна. Имајте тоа. Свачам. Ама затоа што син ти е запослен, затоа што ти знам, во Скопје, во некој си овдека, некои невладини организации, и сега они бранат нешто што не се брани. Па не можам да го сватам. Па дали они разбираат што уствари значи вакво убиство? Дали знаат дека они има внучиња како ја што имам? Па на нив тоа да и се деси, како они ќе реагираат? Не можам тоа да го разберам. Никако. Значи, да заклучам со неколку зборови. Нека е лесна земјата и јас сум убеден спрема некои библиски извештаи, ваквите злосторства, Бог ќе ги сепак заштити овие деца во рајот. Бев многу потресен, искачам на улица, замисли, Јанко, нема да веруваш. Такви лоши зборови за мајката на девојчето. Значи, такви, ама оставија, она е ваква, она е таква, не знам каква била. Како можат, видите, тие медиуми или тие нивни медиуми, на каков начин можат да го оправдаат нашето МВР. Све превзело. Јанко, ако јас се прашувам, постои еден, така да кажам, меѓународот нас една пословица. Јас можам ова да го кажам. Операцијата е успешна, за жал, пациентот е мртов. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Ако имаме следен гледач, режија може да го вклучите. Ако не, ќе почекаме малку и генерално немам ни ја многу сила за себе ова, повторно го преживувам. Не сум ја професионалец, далеку од тоа е така што не знам дали ќе истерам цела емисија до крај. Затоа, ако вие имате нешто што да кажете, окей, ако не, ете и тие неколку јавувања, мислам дека го одразуваат општото чувство на несигурност кое сите ние го имаме у моментов. Не знам што да кажам. Уклучи го директно. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Вака, околу темава би сакал да продиктувам, нели целата јавност е згрозена од настанот што се случи. Смени кадар, само си поставувам едно прашање на кое што никој не обрнува внимание или не обрна или во медиумите беше пласирано. Окей. Значи, човеков што е во бегство фактички, имаше покажано дека бил фатен пред 2 месеци или претходно со нелегално оружје во Гевгелија, чинам дека и во медиумите. Никој ништо не превзема за тоа. Значи, толку нелегално оружје има во држава, што не само во овој случај, во било какви случаи за сообраќајен прекршок, може човек да ти изведе од кола пиштоли, не за да те екзекутира на улица. Значи, тотално пропуст на цел систем. Само тоа би кажал. Страшно, трагично. И може јас да те прашам само една работа? Да, поведете. Што мислиш по тебе, што е мотивот? Еве од ова све што го дозна. Не мораш да кажеш, немам став, окей. И ако го имаш некој... исклучувам користолюбие. Прво, го исклучувам користолюбие затоа што ако имале корист, сигурно би го користеле за уценели за ова детево, пример. Немам, стварно, не можам да не навлегувам во мотивите. Okay. Страшна работа. Добро. Добра ноќ и пријатно. Не, чисто си правиме муавет, не ветерам, но знаеш како? Дозволувам, демократијата дозволува и шпекулација.
Шпекулација не значи, ние шпекулираме, ние сме политиканти. Ние не даваме сигурности проверени извори. Ние збориме како ние се осеќаме и што мислиме од сево ова. Благодарам за јавувањето. Режија да го следниот гледач. Добро вечер. Јас не знам што е темата, затоа што сега се уклучив пред малку и веќе ми дојде преку глава. Ај погледни у екранот. Да, не, во ред, од прилика слушнав што е темата, него јас за друго се јавив. Немој за друго. Не. Значи исклучив. Ама кратко, 10 секунди. Не. Вака. Значи инсистирам да биде темата, а утре добре дојден си. Зашто? Само 10 секунди, те молам. Не. Или значи, темата, или ништо. Не. Значи, се работи почит спрема мене и спрема емисијата. Изедов бурек со 2 руки, плюс симит, и ве замолив. Ова и ништо друго. Не може. Фала, извини, лутице колку сакаш, нема ама. Вечерва нема ама. 2 недели одбегнувам да ја направам оваа емисија. Да ве вклучам вас, да ве слушам, за да се навратам и јас ментално и емотивно во целиот случај. Сега, за све друго, нити имам нерви, нити ова е лична моја емисија, моја прчија, се однесувам ете како што се однесувам. Сори, ова е темата, ништо друго. Толку. Дури дегутантно ми е да се објаснувам зошто не дозволувам било што друго освен ова. Не може. Утре јави се за што сакаш, за рамна земја, за таксисти, за што сакаш, загадување, не ме интересира. Вечерва е Чичко Панче и Вања, ништо друго. Ќе седам и ќе ќутам, не мора да има никакво јавување. Се предпоставувам дека сте издувани по другиве телевизии на темава и ве разбирам. И таму ви наметнуваат теми и тоа ве разбирам. А 99,9% кај мене е секогаш отворена тема, но не вечерва. Океј. Но, не може. Ало. Здраво, добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Ова минута на молчење беше добра. Општо, како за општо добро на сите и за покојна душа, што рече ти на Чичко Панче и Вања. За мотивот нешто би сакал да кажам. После сите размислувања и после сите разни изјави и што све не се наслушавме, па дури видовме дека и странски медиуми се вклучија во објаснување и така натака и толкување. Ние, наши граѓани, тука немаме што друго, но да дојдеме до некое сознание дека или сме ние во средиште на некој тежок терористички акт. И мислам дека е предмет на тероризмот нашата држава. Точно преку ова што се случи го заклучувате тоа? Да. Ај објаснете ми како, ве молам. Ако може. Да, може.
И го исклучувам мотивот користолюбие, бидејќи де факто не добивме од никаде потврда дека постои барање за одредени материјални добра и така натака. Добро. Исклучувам и мотивот уцена, која што исто може да биде со користолюбие. Бидејќи никој не е уценет, нити пред, нити потоа. Има само една изјава, многу интересна, ако сте слушнале од некои други извори што ги слушаме од други држави, сега не знаеме дали е тоа точно, да во оквир на шпекулации што велите и вие, или ти, Јанко. Слушав дека еден од сведоците во моментот на екзекуција изјавил дека Палчо пред да изврши тоа што извршил, да не се кажувам разни зборови, зборал на телефон и кажал неколку збора кои што ги слушнал еден од сведоците, дека ништо од договорот, така рекол. Ништо од договорот. И слушалка и пролил телефонот, не знам како се изјасни човекот што бил сведок. Еден од тие тројца. Ние само тоа имаме. Поврзано со луѓето кои што се во блиско семејство, нели на Вања. Тука се спомнува дедото, се спомнува мајката, се спомнува таткото, се анализираат нивните материјални добра, животот и така натака. Ништото тоа не е поврзано со Палчо. Освен зградата и станот. Тоа е де факто фрла голема сенка на се. Дека Палчо длабоко и добро ги познавал луѓето. Најверојатно и дедото, и мајката, и таткото. И децата. И децата. Бидејќи се работи за две девојчи. Меѓутоа, мислам дека во главата на екзекуторот е тоа бил само мотив за некои негови, да не кажем политички цели, кои што ние, ако анализираме, го слушаме на телевизија и го слушаме неговите подкасти и неговите разни изјави и формирање на неговата партија, но што може да не доведе? Целта на негова партија... Да, ве слушам со внимание, нели, ве слушам со внимание, ни јас, ни вие не можеме да знаеме, шпекулираме и се обидуваме да извадиме некоја логика, но не можам да ја најдам логиката ни во вашава изјава. Предпоставувам и вам дека не е баш најасно, некако е магловито целово работава, за да... Мени ми е магловито, затоа што јас лично сум го познавал. Само вака, и да било изнуда пари. Да. И да било, се ја размислувам на глас, еве со вас си правиме муабет, на маса седиме у кафана, буквално е така емисијава, седење у кафана, на тоа ниво сме, и не се срамам, и тоа е окей. И ми го кажеш ова, и сега си викам, вака ти кажам. Да. И да е пари, и да е политика, и да е сатанизам, ритуал. Да. Значи, нема логика да се изврши вакво дело. Прво, за ритуал нити имало време, нити се случил, нити ништо. Се е за кратко време. 2 сати од како ја земаат, ја екзекутираат. Викаш, рекол, ништо од договорот. Што би можел тој договор да биде? Предпоставувам. Значи, ако е материјална корист, он веќе јавил, побарал пари и што ти ја знам, нели викаме, не знаеме, значи, ништо од договорот, значи, може за да нешто да се оствари, била земено девојчето, само да ја довршам, да ја довршам мисла. Ке ве оставам. Земено девојчето, заради нешто, со некаква цел, овој му јавува и овој вика ништо од договорот, значи не се остварува тоа заради што било, и го екзекутира девојчето. За да се заврши тоа, па ќе го држам девојчето ако треба уште 7 дена, 15 дена. Нема да го убијам. Да го убедам да го заврши тоа што треба да го заврши. Но, за да го екзекутирам, сега се обидувам као профайлер, како од ефтини криминални филмови. Ја треба да имам некоја црта на психопат и социопат, кој у момент на афект после јавување
Ajde, koji tebe? Taka? Pao! Znači, što ja treba da bidam? Kakov kriminalen ja se izvinuam zaradi moja ta vulgarnost, evo posle 9 sat može mi i mene da mi se ispušti, u priličnoj emociji. Ovako se ja sam go poznao lično čovjek. No, terorizam? I de facto je дека тој човек се разликува од пред неколку години кога добија оно тепање, ако се сеќавате. Да, добро. Крачки. Тој човек до тогаш и после тоа не е ист. Значи, де факто. Човекот не е ист. Одва излекол глава. Беше месец дена в болница, свашта и така натака. И сите знаат кои со него имале комуникација, знаат дека после тоа он станал многу насилен и брутален, како да кажам. Брзо ги донесува одлуките, брзо се нервирал, брзо искачал од шини, дури го сменил и кругот на пријатели, се опашал со тие кои што се опашал, ги видовте, он никош немал такви луѓе околу себе. Он има малски луѓе околу себе, он бил човекот Дебар Мало, познат. Сите го знаат. И сите се знаеле. И се знаел на ниво и на градот и на држава. Меѓутоа, после тоа сигурно дека човекот не е исто, е де факто. Сега, некој се обидал да направи некоја генеза да каже дека он и до тој момент имал доста некој така, да кажем едно девојче убаво рече бубици. Новинарка една. Бубици имал некој. Може би тоа јавување на телефон можело да биде и политичка уцена. Пошто тој политика е користел на сите нивоа. Тој дури семејството го уништил за да се препусти на таква политика каква што тој ја замислува. Очигледно он ја замислува многу различно од сите нас, како што замислуваме, а и да кажеме ни за такви партии кои што постојат од тој калибар и таа големина. Или од таа провиненцијата, десна провиненција, десно. Али таа негова десно дури доведува, тоа е точно, до тоа да помислиме дека во прашање некоја секта. Во која што он бил главен командант и така натака. Он имале своји обележја, имале своји состаноци, ритуали, начини на кои што се состанувале и на кои што ги воделе дебатите. Значи, многу различно од класични ние што знаеме состаноци, како се прават и така натака. Ви благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач, ако имаме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Фала, Јанко. Моје мислење за Палчо и за ангелчето што се убиени. Целото не е било за пари. Ама успехот не им е завршил. Ако е детето на момичката, ако е имало ставено село Теј, она не е можела да дише. И ко се дојдели до местото дека треба да они са кендипирали до деца, дојдели до местото да убијат, ко се виделе од она мртви и така, они се покали. По мое. Друго, ние немаме држава, ние немаме полиција. Полицијата само да им дадеш у шверц, у дрога. Бидејќи јас така имам изгубено дете, со прст не мрзна, дојде на одмор, после 9 месеца ми дадеа протоколо на детето како е утепано. Го убиле вашето дете? Да, това дојдеше со мотор 2003-та. Дојдеше од Австрија, ние деме горе и доваѓа си. Примете сочувство прво од мене. Жал ми е што го слушам. И тука го утепават. Разделечени со две други детичка беа, двојца на мотор, утепани од друг човек со мотор. Зима им кривина, то ни излето
Господјо, ќе се јавите друг пат, ќе го збориме с вашата Ние трагедија. немаме држава. Значи- Ние немаме држава. Таа е партал држава. Партал. Благодарам за јавувањето, режија. Лека ноќ и пријатно. Уште едно сочувство за вашата трагедија. Разбирливо е дека ова што се случи на многумина ќе има асоцира за многу трагични настани, но велам, вечерва фокусот ќе го оставиме и ќе се задржиме само на ова. Од утре отворени телефони, кој за што сака нека збори. Тоа ќе биде мојот респект спрема Панче и спрема Вања. Толку. Добро, се исклучи, слушнав. Ќе почекаме ако има друг, ако не, можеме да ја затвориме емисијата. Мислам дека доволно слушнав од луѓе кои... Знаете, на социјални мрежи ќе ве прочитам, ќе напишете кој пократко, кој подолго. Друг јазик е пишуваното, кога ве слушам. Вие слушам и паузата меѓу зборови, и треморот во гласот, и емоцијата, студена, жешка, искрена, неискрена. Затоа сакам, инаку не ни морам да ги отворам телефоните, но ме интересира не само што мислите и што чувствувате. Не мора ни да кажете конкретно што чувствувате. Некојаш самиот глас кажува. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Се слушаме? Да, повелете. Јанко, Да, повелете. се јавувам во... Ало, Да, повелете. се јавувам во врска со случка со оние багабонтине, никакви не. Сакам... Се извинувам, да зашто се моје јавувате? мислење. Ало? Зашто се јавувате? Се јавувам за случката со чупето. Со што? За случката со чупето, за убиството. Чупето. Да. Тоа чупе има и име. Вања. Бог да ја прости. Повели. Бог да ја прости. Вака сега, јас мислам дека кога го има земено тие ставено во вреќа и во багажнико, девојчето дури го однесле на местото кај што сакале да го крија, има починато по патот, дали се задушило, дали од страв, има починато. Не слушате така? А зошто тогаш пукале во неа ако било починато? Вака сега, кога го виделе тие дека е тоа починато, по моје, По твое? не биле сигурни дали е починато, да не во случај оживиот кога ќе заминат, да го остават непукано, па да ги кажи. Сега, за да бидат сигурни дека мртво е и го има убиено со пиштолот. И затоа тој се јавил и му рекол ништо од планот. Значи, тие планирале да зема пари, ама му се случи нешто со девојчето непредвидено и планот пропадна. Иначе ова е користолюбие само за пари и друго ништо. Така. Јас, ова никој го нема речено дека случајно нешто со чупет со девојчето попат, тоа е починато и за да биде тој сигурен Напротив, дека е починато. уште од првиот ден многумина рекоа дека е тоа, па после се демантираше. Но, дека барале пари, ниеден доказ нема. Благодарам за јавувањето и фала за вашето мислење, но она што е најчудно во целата работа, нели, држи муабето што го кажува човекот, но само еден факт фали во целото исказ. Од никога, никаде, никогаш не побарале пари. Значи, нити уцениле, нити побарале. Единствено сега, ако сакате да идеме натаму, дека може би планирале да ја продадат за белоробје. Небулоза. Но, се додека не знаеме, ја едва и чекам да излезе МВР, да излезе јавното обвинителство и да не демантира.
дека ова што го збориме не сме во право, дека вистината е друга. И ја ќе се чувствувам по-безбеден. До тогаш, ја барам што е можно побргу да ми се каже, да знам, затоа што гледам и читам многу лоши пропусти и се чувствувам многу несигурно. Не заради себе, заради моите блиски. Добро вечер. Повелете во програма сте. Ало. Ало, добро вечер. Чекам јас на телефон, ми рековте да чекам. Повелете во програма сте. А во програма сум, па ова збори Јанко, може да зборам? Да, со Јанко зборите. Јанко е овде, повелете, ве слушам. Ај, Јанко, добро вечер. Повелете. Со тешко срце ова сакам да го кажам. Знаете колку сум потресен кога ќе го видам девојчево на слика. Немате представа, знаете ли колку ви е тешко. Сакам да ви кажам дека ова не се работи за пари, зашто видите што е работала. Они биле испланирали, земале вреќа, испланирано било, земале вреќа да го стават во вреќа да го кинтепираат. Меѓутим, ако било за пари, они требало да најдат некоја куќа кај што нема многу народ, кај што нема луѓе и да го скријат тамо детето, да остават еден човек и да тогаш да бараат пари, да се јават кај мајката, кај таткото, не е битно каде. Значи, овде не се работи за пари. Овде... Зашто се работи по вас? По мене се работи овдека за некоја освета на родителите или на било кој некоја освета се работи. Инако за пари не е. И друго, уште една работа ве молам да ме се слушате. Каков е тој министер за за внатрешни работи, каков е тој обвинител, кажува ова, тоа вика обвинителството тамо. Обвинителството не е должно да ги бара криминалците. Тоа треба милицијата да ги бара, па да даде докази на јавното обвинителство и тогаш јавното обвинителство да ги преземе работите и да ги суди луѓето. Добро, благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. А ние продолжуваме со вашите јавувања. Да, најдобро нека стои од почит. Може би некому ќе му текне да каже Бог да ги прости. Бог да го прости Панче. Бог да ја прости Вања. Оти тоа е најмногу што можеме за нив да направиме сега. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте, повелете. Бог да го прости Панче и Вања. Кривата што не се деси ово на нашата држава, државичка, кривата голем греф. Се славам. Дали се слушаме? Да, ве слушам. Не, мислам, тешко ми е што да коментирам. Све кажувате кој што треба до сега. Многу голема тага имаме сите, цел народ имаме тага. И ти убиците што се таму ги гледате на социјалните мрежи, сликани со вергините, сликани со како се вика тоа нивните знамења. Многу голема тага имаме. Голема тага имаме. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Чекам да се доискажете. Ми е жал што имате тага, ве разбирам. Тагата е многу голема. Тагата е, срце не погодува сите. Дали е вредна една политика, една филозофија или не знам како се изразам, за едно девојче од 13-14 години да го изгуби животот, не знам како, не е кауза, не е идеја за што да биде. Многу е тажно. Тажни сме. Тажен е народот. Зошто мислите дека е убиен? Па сега слушаме официјално што кажуваат, официјално што се кажува. Добро.
Во ред. Дали- Секако дали- дека, нели, сега се предпоставки, ве разбирам, фала за јавувањето. Секако Многу е дека ќе тажно, чекаме судскиот процес, екстрадицијата ако воопшто дојде до неа на Палевски и судот да излезе и јавното обвинителство со конкретната приказна што се случувало и зошто се случувало. Благодарам многу. Фала што споделувате, ова се чисти емоции на вознемирен народ и со право. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете во програмата. Се јавувам од градот Велес. Јанко, многу убава емисија имаш. Слушај вамо се. Ја со Панче Жежев сум многу добар другар. Живеам со него 50 години. Он најдобар придар беше. Цела ситуација што е во играва, ја од сигурни извори воа ќе го кажам. Он бараше 15 години у тој дел бараше злато. И во Скопје имаше орзак најдоа на 2 пати со апарати злато. Во играва е таа ситуацијава заради некое злато во играва. А не ништо друго. Ни политика, ништо. Добро. Играта е во само злато. А зошто тоа го убиле него заради злато? Да. А зошто го убиле девојчето? Не знам, татко и незин, ја кој што знам, беше ортак на Жежев. Панче Жежев. Заедно бараа они злато. Добро, благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Ќе ја спакуваме емисијава. Немаме никој на линија, така? Шпицата спремна ти е? Уште овој последен и после него угасни ги телефоните. Толку ми е и мене капацитетов. Пред траорна ми е темава. А и јас сум во рековалесценција, сериозна. И моите лимити се веќе при крај. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Ево вака сега, оголевање сакам да кажам нешто. Велете се. Слушнато. Последното изјава на Оливер Спасов, министерот, кажа, девојчето бегано во странство. Значи да не се бара. Истрга да нема. Убаво, нафјанано, нека каже дека е така. И бегано истрга да нема. Последната изјава на министерот Оливер Спасов. Тоа може да кажам. И не беше откриен. После се откри Панчо, Жежо и така. Се понајдел како 3 метра дупка, што слушаме како е тамо прикриен, што е намерата натака, не знам. Толку пријатно. Почитувани гледачи, со длабока почит, знам дека вечерва не беше ни лесно ни за вас, затоа што знаеш, може лесно ќе го кренеш телефонот. Како зборевте, знам дека тегоба ви се создаваше, затоа што и во мене, нели?
И ја мислев, добро, ќе разговараме отворено и така натаму. Премногу е, не знам зошто, имало и други трагични, имало големи трагедии се испослучувале. Се и се што ми се наслучува и мене лично и на државава, ама ова со Вања многу не погоди сите. Ја од секогаш сум бил убеден дека патот до излекување од било која болка, од било какво страдање е соочување со неа, отворено зборење за неа, и за тоа треба и храброст, и издржливост, и ја затоа со длабок респект ви благодарам на сите вас за коректноста. Не е важно кој што кажал. Многу ми навелат, не треба сега да се збори. Ние, никој, овој кутар напатен народ од се и се што, па и со овие трауми, не може нити ја попречува истрагата. Споделуваме болка меѓу себе, но изнудуваме, ако ништо друго, единствената корист, по мене, најголемата единствена корист, е некому му текнува да каже молитва. Круцијално е во нашево битисување, тоа е моето лично убедување. Бог да ги прости. Од друга страна, јавниот притисок ќе прави оние карики, ако евентуално има никакво забошотување, партиско, политичко, институционално, правно, вакво или такво новинарско, притисокот на јавноста, слабите карики ќе ги разниша, за да немаат цврст темел на оние што мислат дека не манипулираат, дека не владеат, дека тоа што ќе каже ќутенката све се прифаќа. И да грешиме сите до еден оваа вечер е подобро од што да ќутиме. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.